сакате вашата градина да добие еден раскошен, елегантен стил, вистински избор се декоративните грмушки. Практични се, лесни за негување и не бараат некоја посебна нега. Но тоа не значи дека откако ќе ги засадите, треба да ги оставите препуштени сами на себе. Напротив. Од останатиот вегетацијски свет, декоративните грмушки се разликуваат по посебната префината форма на листовите, стеблото, коренот и кај некој плодот. При засадувањето на грмушките не е потребна некоја посебна подготовка на почвата, на која што планирате да ги засадите грмушките. Доволно е само едно обично прекопување во длабочина на ашов, а кај оние бавно растечки видови, потребно е земјиштето на кое што планирате да бидат засадени да биде добро наѓубрено. Што значи, во овој поглед, декоративните грмушки се многу скромни. Декоративните грмушки, кои може да се употребат за природна зелена покривка врз земјата во градината, вршат повеќекратна функција. Декоративна, со своите различни лисни форми и бои, преку целата вегетацијска сезона. Подобрување на водно-воздушниот режим, збогатување со органски материи и механичко филтрирање на частичките од прашина. Со соодветен избор на декоративни грмушки според нивните морфолошки и еколошки карактеристики, отпорност на надворешните влијанија, развивање на плиток, но разгранет коренов систем, како и особености кои укажуваат на нивната скромност во негата и одржувањето. Поретко закројување, постапно, но релативно брзо надополнување на лисната маса, продолжено цветање со лесно отстранување на прецветаните органи и можност за едноставно, генеративно или вегетативно размножување. Ова ги искачува овие дрвенести видови на првото место по декоративната и еколошка хортикултурна вредност. Сите видови декоративни грмушки се отпорни на аерозагадувањето. Економични се за нега, па затоа многу често се користат како една вистинска освежувачка декорација во булеварското и блоковско уредување на зеленилото во урбаните градски средини. Некои видови на грмушки веќе одамна се одомаќиниле дури во македонските дворови како традиционални дворни вегетацијски украси. Користењето на декоративни грмушки за покривање на површини под земјата не е непозната активност во озеленувањето кај нас, но во последните години добива се поголема употребна вредност. Некои грмушки може да изгубат од својата декоративност доколку навреме не им посветите доволно внимание. За да не ви се случи тоа, потребно е навреме да направите една радикална резидба, за да ги подмладите и разубавите. За да се добие еден максимален декорацијски ефект, потребно е гранчињата кои што сте ги оставиле неподкастрени да бидат со различна височина. Односно, оние подолгите да ги оставите во средината на грмушката, а оние покусите да дојдат одстрана. Радикалната резидба добро е да се примени кај декоративните грмушки и дрвца кои цветаат во пролет, како што се форзициите, спиреите, сите видови хортензии, како и кај тисата. Внимавајте на основите на радикалната резидба кај декоративните грмушки и дрвцата. Првата година отстраните ги сите гранки. Во втората година проредете ги новите гранчиња и тоа на различна височина, почнувајќи од центарот каде ќе ги оставите на високите гранки. Во рана пролет скратете ги сите основни гранки на должина од 30 до 50 см. Од така наречените заспани пупки, кои ги има на старите гранки, ќе се појават нови гранчиња. Само до есента ќе се обнови декоративната грмушка на која сте ја примениле оваа радикална мерка. Украсните грмушки се најголемиот непријател на плевелот. Зошто? Токму затоа што веднаш по засадувањето грмушките го окупираат просторот и го узурпираат просторот околу својот сопствен корен, па со тоа не му дозволуваат на плевелот да расте и да се размножува. Со други зборови, му ги оневозможуваат сите услови за раст и развој на плевелот. Со самото тоа ви помагаат и вам или на градинарот за поуспешно одгледување и одржување на вашата градина. Особено е важно тешките почви да се направат прозирни и исцедени, а на лесните да им се зголеми капацитетот за вода. При тоа е важно да се неутрализираат до одредена граница киселите или алкалните почви. За успешно одгледување важен е квалитетот на долните слоеви. Голем број растенија добро успеваат и во екстремни услови. Дренката и врбата сакаат влажни почви,
а жолтугата и лавандата успеваат на добро исцедени почви. Рододендроните и другите слични грмушки од родот Ерика начално бараат покисели почви. Другите видови бараат алкални почви, а меѓу нив се вбројуваат дојцијата, кантарионот и лажниот јасмин. Ако одбраното место за садење неодамна е исчистено од плевел, покрите ја површината пред садењето со геотекстил или со црна пластична покривка за покривање, а дури потоа низ направените дупки засадете ги садниците. Така ќе го држите под контрола конкурентскиот плевел и ќе им овозможите на младите грмушки побрзо да стасаат. За да бидете сигурни дека грмушките уште долго време ќе останат бујни и долго време ќе ви причинуваат задоволство, потребно е при изборот на видот на грмушки за вашата градина да внимавате тие да можат максимално да се приспособат на условите за одгледување во вашата градина. Доколку не сте сигурни при изборот, консултирајте стручно лице кое што ќе направи проценка на теренот, на почвата на која што планирате да ги засадите украсните грмушки. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.